Почитувани, добар ден. Градска патрола со Тоња Постоловски. Се јавувам од веќе презентирана локација. Во близина сум на офицерскиот дом, во близина на тие гулобарниците, знаете што ги кажав. Меѓутоа ви ветив дека ќе ви покажам еден контраст кој што едноставно не доликува на средината во која што е лоциран самиот офицерски дом. Сега ќе видите за што се работи. Ове сум, еве го тука офицерскиот дом позади. Овие рековме се гулабарниците, кои што можда ќе тргнат некој ден. Гледам и ѓубрето не го имат расчистено како што треба и да свртаме на шоколуними. Меѓутоа не се овие таргетот на мојот денешен руиниран пост. Добро, релативно, сепак релативно чисто. Сега, овој објект пред нас што е, гледате, на само 100 метра, 120-30 метра. Ова ѓубрето ќе оттргнат некогаш. Столица ќе се најди за некој така натаму и така натаму. Ова, на времето, од Турско, беше конјушница, горе беа гарнизоните, кај што е водовод, тука е и музеот Кемал Ататурк. За оние кои што не знаат, ова е најпосетуваната локација во нашиот град на клавирите и на конзулите. Посебно турците доаѓаат, бидејќи Кемал Ататурк му е свето лице за ними. Доаѓаат, го посетуваат музеот, некогаш друг пат ќе одам и до кај него. Меѓутоа, дур да стигнат до него, ќе се судрат со оваа локација. Ќе се обидам да влезам, ќе си го ризикувам, искрено ви кажам, животот. Меѓутоа, да видите што е ова сега денес. Ова е искршено, руинирано. Не знам, ова е. Гледате, што се случува. Ова е град Битола. Кажав на 100 метри од офицерскиот дом. И така натаму, може би некој живее овдека. Да освртам целиот објект, да видите за што станува збор. Бидејќи го слушав градоначалникот на една емисија, контактна емисија во овие утринските емисии, дека бил по културата, многу културни лета, правил манифестации. Како бре Коњановски не се сетиш да ги донесиш тука малце камерманите? Да си направите некоја културна манифестација, да му покажите како од ресторант, последно беше ресторантова, се прави депонија. Зошто не ги викна тука малце скопските камери? Тука некогаш бил влезот. Гледате дека се... гледате, не лажам јас, еве го офицерскиот дом. Еве го 100 метра, кај е? Коњановски, како ќе се вадиш? Ти, господјо поинаква Габриела, мислам дека те викат, како ќе се вадиш со овој објект овде? Не можам, страф ми е да влезам, во секој овој момент овој може да падне. Ќе доловим од таа страна. Значи, овој објект, еве го, гледајте, од тука, ова е една од 4-5 главни улици. Не е негде на некој забаталено место. Овој објект се наоѓа на некаде на километар од центарот, од срцето на градот. Тука на времето, последно што беше кафана. Гледајте, како велеа старите, баба лажи, трап не лажи. Ајде да видиме внатре, тука да дзирниме. Кров, речи си да нема. Ова е сега. Не знам колку се гледа. Тоа е. Битолчани, ако бидите умни, и овој објект некојаш ќе ви го направиме, ќе ви го отвориме, ќе ви го реновираме. Само не сте умни, бре. Че да видиме тука. Овдека вистина се одржува свадби. Вистина опасно за живење покрај него, за врвење покрај него. Каде е тука градежната инспекција, каде е тука сообраќајната инспекција, каде е тука еколошка инспекција, МВР кај за безбедноста се погрижи на граѓаните и така натака. Еве, значи, идат турците, по оваа улица обично организирано идат, го гледат објектот и си велат, шо е ова чудове, нештове.
Е него, таму е музеот, од тука почнува, тука уствари завршува корзото, после овој семафорот надолу 1 километар започнува градскиот парк, градското шеталиште. Порака до тие што јаде од медот. Прега ги спомена, во ист ден се снима и ова видео и видеото пред градската општина. Мајта по настрана. Има бе некој размислил од вас со вашите црпки бе? На шо личи овај објект? Прво од естетска гледна точка. Понатаму, од безбедносна гледна точка. Стварно срамота е. Или поправајте го, или да ве поправиме вас. Трето нема. Јас не знам и овие моите граѓани битолски. И вие врвите тука покрај ова улица. Гледате што се случува. Чека една дупка има да видиме што има во дупка овде. Ехте што има во дупката. Катастрофа, бе, катастрофа.